Hrista, ja zveruvam, u Isusa Hrista, ja se nadevam, u Isusa Hrista se isceluvam, u Isusa Hrista se prepuštam. Jo srce moje naseli se, so Tatko to naš sokrovište. Slušam kako čukaš na porti te, otvaram da večeram so tebe. Na Isusa Hrista se poklonuvam, na Isusa Hrista se mu ostavam, na Isusa Hrista se predavam, na Isusa Hrista se doveruvam. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, u ime na Tvoj Sin Isus, neka i deneska sleze, Tvoj duh neka zboruvan iz mene. Po sila od desната strana, Tebe da ti služam i da te slavam. I ta pesna je koja je slezena. 50 pesni slegova po duhot. Nije nego primiv me duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet. Go prima me duhot na Otecov, duhot na Otecov, za da zna me kolku ne ljubi, kolku ne ljubi. Tatko to naš nebesen, slava ti Gospod Isuse Hriste. Vidite, interesno prašanje je što bara jedan profesor po scenski govor, neli doktor na nauki. Именно мојот докторски труд беше одобрен до театар, токму за духовната димензија на уметноста. Да зборува за Исуса Христа. Па видите, јас зборувам за законитоста на зборовите, за изговорениот збор, за тоа што се случува. И ние овде ги имаме, како што велам јас, сценски говор. Најдобар ученик за говор е Библијата. За да научиш дека зборот има законитост меѓу животот и смртта, тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам. Така вели Исус на израелците во пустината, и тие изгина. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. По зборовите ќе бидете оправдани, по зборовите ќе бидете осудени. Тоа се тие некои елементи кои каде поаѓа и завршува зборот, како се отелотворува, како оживува и што треба да направам. По принципот на Еврипид, Деусен махина го повикувал Бог на крајот и на почетокот на представата, добро знаејќи дека тоа што го зборуваш и мислиш, тоа ќе ти се случи. Имавме еден брат, се бореше со состојбата и постојано зборуваше за ковидот, да се бориме ковидот, и на крај, наместо да се бори да излезе тој да се окрепи, на крајот почина од ковид. Иако викаше кон Исус, ние сме сите секако овде на минување. Имаме друг случај. Научник, готов е веќе, тешка болест има. Продолжува за своите книги да зборува, за своите успеси, наместо да повика кон Исуса. Видете, зборовите и мислите се важна работа. Ние не го примивме духот на овој свет. Зошто? Па самиот живот, ајде ќе видиме после, се вели во Словото, духот на овој паднат, грешен свет без љубов. Би требало да го примиме и да не води духот на Отецот, духот на љубовта, да не управува и води. Духот на љубовта. Да не поправа, да не усовршува, да не осветува, да не кастри, да не учи. Син Божји е оној кого го води Духот Божји. Не е тоа само теорија. Пазете, синови Божји, две постојања имаме, и синови човечки. Паднати синови, грешни, телесни, во прво Јованово. Видете сега, Син Божји е оној кого го води Духот Божји.
Тоа е одредница, дефиниција. Тоа е пишано, а тебе кој те води? Мене кој ме води? Кој ме води? Тоа е битен момент. Пазете, тоа е момент на живот и смрт. Кој дух ме води? Видете, по патеката на животот. По тесната патека што води кон животот. Два пата имаме. И по широкиот пат што води во смртта. Кој дух те води е важен момент. Кого го слушаш, славиш, почитуваш? Кого го славиш? Кој те води? Кога духот ќе дојде, пишано е, мене ќе ме прослави Отецот, вели Исус. И ќе викаш, Ава, Оче, Татко мој, небесен, се враќам пак кај тебе. Ќе викаш Татко наместо она општото Боже, Господи, Господи, Господи. Татко ќе викаш. Тогаш го воспоставуваш заборавениот, изгубен, осквернат однос дете на земјата и небесен Татко на небесата. Кога славиш некого друг освен Исус и Отецот, ти си во духот на овој свет, наместо во духот на Исуса, наместо во духот на вистината, духот утешител, духот на мудроста и љубовта која никогаш не престанува. И Исус ни вели кога ќе се соберете вие, те сакам Господи Исусе Христе, и мојот дух, собрани во Негово име, не во нашето, му се поклонуваме не во тело, во дух и вистина, се вели во Словото. Значи, ако не се собираме во Негово име и во Неговиот дух, ние се собираме во свое име, во своја вера, така да имаме православна, католичка и протестантска вера и сите други. Верата е Исусова. Кому му се поклонуваш, ти е суштинско прашање. Кому му служам, кому му служиш, кого го славиш? Себе се славиш, духот на овој свет. Тоа се луѓе качени на високо вавилонци, овде на гревовната земја, долина на сенка смртна, успешни владетели, кралеви, политичари, председатели, заповедници, богати во материја, телесни, без дух, мртви, а сакаат да седат на почесни места, нив да ги слават, себе да се слават, ним да им се восхитуваат. Ете, тоа е разликата. Исус дојде да служи, да биде слуга. Кој сака да биде прв, нека биде последен. Духот на овој свет, себелюбие, недоволно љубов ниту за блиските, а камоли за другите. Камоли за некој што не е како тебе, а духот утешител е дух на сила, амин, љубов на знаковен јазик и самопрегорност, себевладење, 2 Тимотеј 1:7. Себевладење, во еден препев се вели разбраност, сосредоточеност. Ние зборуваме за соединување со Исус. Да бидеме еден дух со Него. 1 Коринтијаните 6:17. Тоа подразбира духот Исусов да е во тебе. Како што беше духот на Отецот во Исус присутен постојано. И Он ги вршеше делата, духот. Он зборуваше. Исус не изусти ниту еден збор од себе. Он ги врши делата. Така треба и ние да бидеме едно тело и
еден дух со Отецот на духовите, со нашиот Татко кој е љубов. На друго место не прашува дали да дојде со стап или со кроток дух. Ете тоа ќе се случи. 1 Коринтијаните 4:21. Па видете, ако не слушате, ви проаѓа времето за милост, не сте се покајале, продолжувате по старо, осудувате, не простувате, не сте се покајале, ја извршувате вашата волја, си живеете по старо, вие сте во духот на овој свет, сакате да бидете над другите, наместо да бидете слуга. Ние треба да бидеме храм на Духот Божји. Тоа е поентата. Да се осветиш, да се очистиш со водна бања. Кога се капеш во водата, дали го капеш телото или душата, водна бања во Словото. Свет дух кој не осветува и чисти. 1 Коринтијаните 3:16. И видете, се ќе речете, што зборува овој? Телесниот човек не го разбира духовното. Тој е во духот на овој свет. 1 Коринтијаните 2:14. Ете затоа ни е потребен духот на Отецот наш, за да не води, учи и исцелува. За да не води, учи и исцелува. Ние не го примивме духот на овој свет, туку духот кој доаѓа од Отецот на духовите. 1 Коринтијаните 2:12, кој е љубов, која никогаш не престанува. Самиот дух негов, кој е живот, не прави жива душа и му дувна во душата на човекот направен од кал, од глина, дух животен. И човекот стана жива душа во битие. Затоа сме на земјата, значи така сме ние жива душа. Со тој дух, на тој дух треба да се распламти и имаме малку време, паднати сме овде на земјата, заедно со синовите човечки и сатаната, Адамовото потомство, Каин, Авелија, Вавилонци. Имаме малку време за покајување и милост. Затоа сме на земјата, а имаме Татко на небесата. Имаме право на слободен избор, на слободна волја. Духот на овој свет е она што јас сакам, јас мислам, јас предпоставувам, јас чувствувам и ти. Тоа што ти сакаш и те води, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, знаеш што е добро и зло. Духот на овој свет те води по широкиот пат, што води во пропаст. А духот на Отецот е љубов и те води духовно движење, не телесно, до вечната љубов, до нашиот Татко небесен, меѓу животот и смртта. Меѓу животот и смртта. Разликувајте ги духовите. Како да ги разликуваш? Едноставно, се што е љубов е Отецот небесен, бидејќи тој е љубов. Го повторувам ове повеќе пати да разберете. Тоа не е чувство како на земјата, денеска те љубам, утре не. Туку е природа и ние треба да се вратиме во нашата вистинска, духовна, љубовна природа. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ние не го примивме духот на овој свет. Видете, самиот дух што е вдахнат во се е љубов. И таа треба да се распламти, да те обземе љубовта, да го исчистиш срцето, да направиш место да се насели Отецот во Дух Исус во тебе и да те водат, учат, обликуваат, бидејќи е пишано без мене, без Исус, не можете да направите ништо. Луѓето се занимаваат со цитати, со техники, со исцелувања. Треба да се покаеш да бидеш исцелен.
Покајувањето не е само во умот, тоа е со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сета сила што ми ја даваш, Исусе, се покајувам, прости ми, грешев, не можам самиот, Исусе на помош, Исусе на помош, и повторно Исусе и само Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, Лука 24 глава, Исус воскресна, се јавува на Марија Магдалена, на двајца други, па уште на неколку, и не веруваат апостолите. И сега доаѓа тој, двајца од нив, го задржаа, велејки, Лука 24:29, читаме таму до крај. Велејки, остани со нас, Исус им се јавува, тие не го познаваат. Тоа е фасцинантно, тоа е нешто што ти не го познаваш, тоа е, ти со очите ќе гледаат, со ушите нема да чујат. Остани со нас, му велат на Исус, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив, Исус. Двајца од нив. Мислам дека беа, не знам, во разни евангелии мерат. Кога седеше со нив на трпеза, зеде леп, го благослови, го прекрши, им го подаде. Тогаш им се отворија очите. Каков леб земе? Мислите дека физички леб? Тој зборува за духовен леб. И вдахна дух животен, и вдахна дух сила, љубов и разбраност, да разберат. Значи, зеде леб, го благослови, им даде духовна храна. Тогаш им се отворија очите. Исусе, те молам да им ги отвориш очите на целата заедница. И го познано тој стана невидлив повторно за нив. И си рекоа еден на друг: зар не гореа во нас срцата наши? Ете, тоа е потребно, да се распломти твоето срце во љубовта Исусова. Кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото. Тој ќе вели, треба да ти го објасни писмото во дух, не во тело. Телесното објаснување е доведено до три големи поделби: протестанти, православни и католици. Си ги тераат своите приказни, си раскажуваат приказки, а не умеат да се движат со Исус. Исус да ги води, зборуваат од себе, тогаш се во духот на овој свет, не се собрани во Негово име, и затоа црквите се заспани. Мртви се без дух. Мртви се без дух. Ќе видите наскоро, слезе во едно пророштво, кому му припаѓаат црквите во кои одите. Зарем не гореа во нас срцата наши? Дали твоето срце гори за Исус? Кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото, словото. Ете, тоа е суштината, како да оживее тоа слово. И пак ќе дојдеме, значи, како еден професор по сценски говор, сега се фати за Исус, па додека го пишува в докторскиот труд, одобрен до театар за духовната природа на уметноста. Бев допрен се распланти мојот дух. Да разберам како оживува словото, како да го разбираш писмото. Па во истиот час станаа двамата, се вратија во Јерусалим, ги најдоа собрани 11 и оние кои беа со нив. Јуда нели се покаја, ги фрли сребрениците, цената за греот, цената за непроценливиот, 33 евреници, каде што говореа дека Господ на вистина воскреснал и му се јавил на Симон. Симоне, да ти се јави Господ вистина, и тие кажаа за она што им се случи по патот, како го познаа кога го прекршувал лебот, кога им даде духовна храна. И на друго место има дека не верували, ги укорил. Тој ни раскажува од повеќе нивоа и агли. Додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана сред нив и им рече: мир вам. Искам ќе го кажам тоа мир вам, мислам дека доаѓа силно духовно присуство. Мир вам. Народот што седеше во мрак виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна им огреа светлина. А тие така се уплашија и бидејќи застрашени, помислија дека гледаат дух. Пазете која представа за дух. Но тој им рече: зошто сте збунети, зошто
такви мисли влегуваат во срцата ваши. Значи, Лука 24, таму негде 38. Зошто такви мисли? Сатаната ти доаѓа и како мисла ти влегува во срцето. Види ова, и ти врти го тоа. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои, јас сум истиот, допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате јас имам. И сето им го објаснува принципот да поверуваат. Им се јавува, бидејќи беа без дух и се разбегаа. Ке удрам по пастирот и овците ке се разбегаат. Тој принципот се врати од тој свет, повторно во тело. Тој е воскреснат. Да ти покаже дека тој е процес кој се оживотворува. Нашиот татко се оживотворува во Тимотеј. Вчера го зборувавме на заедницата сотрудници. И он е единствен бесмртен. Ако го разбираш дека тој е вечен, нема друга вечност. Ако го рече, тој им ги покажа рацете и нозете. Но додека тие од радост уште не веруваа. Уште не веруваат. Се чудеа, тој им рече, имате ли овде нешто за јадење? Сега зборува за телесна храна. Претходно им даде духовна. Тие му дадоа парче пешена риба и мед со саќе. И сега тие ќе земат риба и саќе, ќе јадат и мислат дека тоа е. Или леби вино. И кога зеде јадеше пред нив, па им рече, се зборува, јас имам храна што вие не ја знаете, вели Исус. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Ете, ова се зборовите што ги говорев уште додека бев со вас, зашто треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Треба да се исполни, затоа им ги даде на израелците во Стариот Завет и тие ги читаа, ги проучуваа и кога дојде тоа што треба да се случи, го распнаа, не го познаа, го хулеа. Исуса Христа се мокне од Бог. И тој е тој стих, доаѓате, ги проучувате писмата, квасот фарисејски, мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене, Исус, Исус, Исус и само Исус, за да ви дадам живот вечен. Како да дојдеш кај него, ете тоа треба да ве учат во заедниците. 45-тиот стих, тогаш им го отвори умот, да ви го отвори умот да го разберете Словото, писмата. Инаку ти не го разбираш писмото. И така им рече, така е напишано, значи по телесно проповедање на Библијата, таа е поделена на големи деноминации и испаѓа дека повеќе Исус има. И им рече, така е напишано и така требаше да пострада. Глава на црквата е Исус. Едно тело е. Тогаш каде е Исус тука? Кој е глава на вашите цркви? Требаше да пострада Христос. Тоа се човечки читања на Библијата и вие во скревате славите таму не знам што. Светци, реформации. Така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвиот на третиот ден. И да биде проповедано во Негово име покаяние. Покаяние, да се покаеш вистински. Доаѓам, се молиме до луѓето, доаѓа до еден степен и гледаш дека не се покајал до крај. Го гледам тоа во духот. Духот знае што има во човекот. Проштевање на гревовите. Кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. И кај македонците кои се пишани овде, така да бугарите, србите, грците, албанците, НАТО и Европска Унија, што тврдите дека нема македонци. Марш од Македонија, сатанска збирштина. Бегај од нас, сатано. Ние му припаѓаме на Исус Христос. Амин. Вие сте сведоци за ова. Кој? И тие сега имаат некои сведоци на Јехова. Исус, Исус првиот и последниот. Почеток и крај, алфа и омега, цар над царевите, Исус, 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 почеток и крај. И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето на мојот Отец. Вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете со сила од озгора. Ете, тоа треба да научите, да се соблечете со сила, да се соблечете од стариот човек.
да се облечете во свадбена облека и во љубов. Без тоа вие немате сила. Вие сте во духот на овој свет, да се облечете духовно. Духовно да се облечете во Исус, во духот на Отецот. Со сила од озгора, да се родиш од дух и од вода. И ги изведе надвор до Витанија, па кога ги подигна рацете, ги благослови: мир вам. И додека ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небесата. О, Исусе, те сакам. Тие му се поклонија на Исус, не на некој друг, на духот на овој свет. Те се поклонуваат сега на вакцините. Тоа е ликот на зверот на кој ти му се поклонуваш. И ќе го имаш жигот на зверот наместо печатот на Исус на челото. И беа постојано во храмот, каде што го прославуваа и благословуваа Бога. Во кој храм? Тие не беа таму во храмот. Во храмот на своето тело беше храм. Храм е твоето тело на Светиот Дух. И одеа и го ширеа Евангелието. Не седеа во храмот. Хајте, вие мислите дека тој зборува телесно, да јадете леб, мед и риба, леб и вино. Ти си храм, ако го примиш духот на Исуса, а не духот на овој свет. Ете како да го примиш, тоа е суштината. Па почетна позиција на колена: татко мој. Престани да викаш веќе Господе, Господе. Татко, татко, јас сум твојот син, погрешив пред тебе и пред небото. Прости ми, Исусе, дојди во моето срце. Помогни ми да им простам на сите. Никого да не осудам. Да се покајам за секој грев. Да се покајам за гревовите на моите предци, да ја прифатам твојата волја и да викам: Ава, Оче, Исусе, Исусе и само Исусе. За секогаш Исус. Амин до Божјиот царство небесно. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос. Во мене, околу мене, низ мене, во целата заедница, во глувите и слушни сотрудници, во македонскава земја и на секаде каде што се движиме. Победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите. Бегај од нас, Сатано, и не враќај се повеќе. Исусе, со твојата сила, со љубовта која никогаш не престанува, победуваме. Амин. Исус и само Исус. Амин. Исуса Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срцево мое насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.